програми што не се препорачуваат за деца под 16 години. Почитувани гледачи, добро вечер. Имам ексклузивна можност, но секако и чест и задоволство, прв пат во електронски медиум во Македонија и прв пат во мојата емисија, да го поздравам вечерашниот гостин. Тој е амбасадорот на Украина, Ростислав Палагусинец. Господине Палагусинец, добро вечер, добре дојдовте. Добар вечер, почитувани гледачи. Добар вечер, почитуван господин Илковски. Ви благодарам на поканата и на дадена можност да ја представам својата земја и нашите последни активности во Македонија. Драго ми е што овој разговор ќе биде без преведувач. Пријатно ни изненадивте со фактот дека го знаете македонскиот јазик и прилично добро го говорите. Колку време сте во Македонија, господине Палагусинец? Благодарам на комплиментот. Јас сум веќе 3 години во Македонија и мора да ви кажам дека нема крај на изучување на јазици. Значи, цело време мора да напредуваш, да учиш, да стигаш значи, нивото на професионално владење на јазикот. Не секој амбасадор се труди да го научи јазикот на земјата. Вие прилично сте вложиле во тоа. Земавте часови, рековте, учевте? Да, имав не пред да дојдам, туку што дојдов во Македонија, имав 20 часови во текот на 3 месеци. И тоа ми беше доволно. Другото, учење на јазик ми беше повеќе од пракса со пријатели, со работни колеги по работа и така натаму. И тоа ми помогна многу. Има добар повод зошто, но ја ви реков дека неформално ќе биде разговорот, па еве да ве прашам, кога веќе спомнавте за јазикот, како ви беше, како ви делува, како ви звучи спрема вашиот матичен украински, како ви звучи македонскиот? Блиско, тешко, малце некоја импресија? Може да ви кажам дека секако е словенска група на јазици. Имаме многу сличности и јас приметувам многу слични зборови што ги користиме и ние. Понекогаш сретнувам зборови што се архаични во нашиот јазик, кај вас се литературни и обратно. Значи, ова многу интересна работа што ја приметив во македонски јазик. Да не идеме во стручно, лингвистите нека идат во детали, ама ако сакате нешто да додадете на таа тема, слободно. Можете да читате вестник, книга, да разговарате, да следите вести на телевизија без проблем на македонски јазик? Да, апсолутно, без проблем. И дури почнав пред 1 година и да пишам. И тоа ми се случува. Понекогаш треба и јас да напишам некое писмо. Претежно јас готвам тие документите. Имаме нашата колега од Македонија што работи на амбасада. Таа понекогаш коректира лектор, така. Имам ја еден блог имам своја мала веб страна jadiburek.mk, па ако ви дојде некогаш колумна, има простор, со задоволство ќе ја објавам, не мора само, нека биде и поофицијално ако ви дојде инспирација. Поводот по кој ве поканив во емисијата е навистина една фасцинантна работа која ја видов со своји очи. Имено се отвори изложба на фотографии од вие ја отворивте изложбата, на Киевско-Печерскиот манастирски комплекс, кој е светилиште на Украина.
Оваа изложба се отвори во Археолошкиот музеј на Република Македонија пред скоро време и едноставно ми беше предизвик малку, еве, и пред и да ве поканам, бидејќи она што го видов од фотографиите, а потоа и од видеоматеријалот, а видеоматеријалите ќе бидат некои слайдови кои се детали од фрески од градбата. Ја би ве молил за едно пошироко излагање околу овој комплекс, зошто е толку голем, зошто е толку значаен и зошто УНЕСКО го стави под заштита како светско богатство. Прво сакам да раскажам предисторија како ова изложба, како дојдовме да ја презентираме во Република Македонија ова изложба. Би сакал да се заблагодарам на Министерство за култура на Република Македонија и на Археолошкиот музеј што ни овозможија ова изложба да се представи во Скопје. Изложба представува 30 уметнички фотографии, доста големи, метар димензии, имат метар на 80 сантиметри, кои представуваат интериери и екстериери на Киево-Печерската лавра. Лавра во смисол на украински јазик значи ова е во иерархија на црквите, највисок ранг на црквата, значи манастирскиот комплекс со највисоко значење. Таа изложба патува низ цел свет и пред 2 месеци беа дојдена во Софија, во Бугарија. Таму имаме изложба и после тоа се договориме со нашиот национално културниот комплекс Киево-Печерска лавра да се овозможи и запознаење на македонската јавност со ова прекрасна изложба. И така, на 22 мај отворивме изложба во Археолошкиот музеј, која ќе трае до 22 јуни. Малку да раскажам за самиот комплекс. Комплекс е уникатен по својата природа. Има на својата територија има 144 објекти, цркви, подземни пештери. Значи самиот назив на комплекс потекнува од зборот пештера, Киево-Пештерска лавра. Значи изградба на комплексот беа почната во 1051 година. Ова е еден од најстарите споменици во културно-религиозна сфера на Украина. Првиот дојде преподобни Антони инок, кој престојуваше долго време на Атос. Од таму дојде и бараше каде да реализира своите можности и своите учења кои имаше добиено на Атос. Прошета низ бројни црквите, не му се свигаше, не најдов себе мирен и комфортниот живот за себе во тие црквите и одлучив да си дојде на Рид во Киев и да си изгради пештера во која и ќе прави молитви и се поврза со Господот. Со тоа почна изградба на пештера, околу него се организира околу 12 иноци и на време им стана тесно, доста тесно и побара новото место. И преподобни Антони се префрли на соседниот Рид. Киев има 7 ридови, се расположен на 7 одделни ридови. Киево-Печерска лавра расположена на 2 од нив. И преподобни Антонио се префрли на соседниот Рид и изградив долните пештери. Значи, тоа не се природни пештери, значи тоа се катакомби кои они ги граделе. Така.
Значи, Све уште во изградено, 1051 година. Значи, ако добро ве разбрав, преподобниот Антони го започнува тоа. Барал негде место за смирение и молитва, Така. каде ќе прави, значи концепт на некаков си манастир, и сепак барајќи низ земјата во близината на градот Киев. Ретко се случува во близина на главен град да има таков манастирски комплекс и мора да е некоја навистина божествена промисла, едно такво здание таму да почне да се развива. Но рековте, ги граделе на неколку рида е тоа, значи како доаѓале монасите, се повеќе и повеќе простор им требал за нивниот живот и така они почнуваат да се освојуват тие ридови, два рида и значи првото место каде почнали да градат пештери се вика Ближните пештери. После кога се префрлив на другиот рид, почнали да градат другата мрежа или лавиринти на пештери кои сега се нарекуваат Далните пештери. Значи сега има два посебни комплекса на пештери. Ова уствари се лабиринти подземни кои се наоѓаат на длабочина од 5 до 15 метри под земјата. И должината на овие катакомби, на овие лавиринти составува Ближните пештери околу 293 метри, Далните пештери 493 метри. Значи, ова навистина огромна бројка на овие пештери кои беа ископани рачно. Зошто копале катакомби? Зошто морале да копаат катакомби? Предпоставувам дека ваква мака не била туку така. Да. Првото, знаете дека во тој период имаше многу закани пред кои се наоѓали цркви. Цркви беа традиционално во источна Европа се градели од дрвото. И многу беа сензитивни за да бидат изгорени, оштетени, така натаму, нападнати од страната на непријатели. И затоа барали прво да се скријат негде и да чуват, значи, своите ценности што ги со кои вршат вероисповед. За службите, светите, тоа се крстови, тоа се путирите, така. светите книги. Книги, да, некои ве разбираме летописи, сосема одлично, ве разбирам. И така натаму. Ова прва работа. Втора работа, знаете дека под земја е константна температура плюс 16 степени. Зима, лето, температура е константна. Значи, ова втора работа која им овозможила да бидат заштитени од променливи климатички услови кои се во Украина и во тој период и сега се многу разликува. Значи, температурата во летно време може да стига до 35 степени, во зимско до минус 30 степени. Значи, не знаев дека Украина и Македонија имаат толку сличности. Да. Значи, поради ова почнали да градат овие катакомби и да служат таму. Во овие лавиринти подземни градели и црквите. Внатре како келии, во кои имаше и иконостас каде спроведували молитва. И сега имаме бројни количини на црквите подземни. Да, ние и додека вие ова го говорите, таман добро најдовме неколку видеоматеријали кои ги произвела Украина за да го запознае светот и делуваат навистина фасцинантно. Сето ова е сега многу поубаво обложено и средено и дотерано и така натаму, но можеме да само да предпоставуваме колку тежок подвиг било ова се да се направи и колку и физичка сила, и молитва, и вера требало за да се создаваат, бидејќи катакомбното, ова е можеби еден од најдоцните периоди на катакомбно христијанство и вистински пример, еден од ретките примери. Тоа го има катакомбно христијанство, вакви има во Турција, ама не и вака, каде што има па и жив црковен и литургиски живот да се одвива. Ве молам уште за историјата, све што имате кажете. Значи во овие подземни пештери, освен тоа што се вршили службите, се погребали светци.
значи нивните наставници кои служили таму, се погребували во овие катакомби. Нивните тела не се беа нетленни. Така се, значи до сега има околу 74 мошти на свети лица што се погребени таму и кои се навистина свети и така. Да, 74 е бројка која ме фасцинираше. Тоа е во близина и со бројката на живи монаси кои се 100 во моментот. Да. Дали и преподобниот Антоане, неговите мошти исто така се наоѓаат? Исто така се чуваат во овие подземни пештери. До сега, освен него, уште 74 во едни пештери и околу 30 и нешто во другите, во далните. И понатаму, што се случува со овој комплекс, со овој... Дали први не црква е изградена горе, па доле се како простори, или први црквата била доле, па после се изградила горе? Комплекс почнал да се развива на таков начин. Значи, првите беа изградени подземни пештери. После ова почна да се проширува манастирскиот комплекс, почна и да градат наземни црквите. Тие претежно беа, како јас веќе спомнав, изградени од дрвото. И за жал, во текот на времето имавме многу обиди и напади од непријатели. Кои биле Тоа непријателите? били и половци, и степните кочевници, и монголо-татарско иго, 1240 година, кои ги уништували секој обид, целосно уништувал комплексот. Значи, книги, се извезували драгоценности што беа таму. Ги краделе крадели да, ценности на тоа, да. Крстови, икони, Све што имаше, све да. што имало за службите. Да. Ние видовме во еден момент, беше прикажано, не знам дали го видовте, еве го тоа, ова се катакомните, не само катакомбите, еве ги, овие се светиите, светителите и нивните... Свети кели и мошти на светите. Од десна и од лева страна, нераспаднатите тела на светци. Мироточеви на светците кои се наоѓаат во овој комплекс. Што се, значи, еве и баш и добра илустрација, како што говориме, ние добро се илустрира во овој момент. Може режија да го прикажете, да. Палењата, секако неверниците и они кои сакале да го уништат и угушат христијанството. Но сепак предпоставувам дека и страдале и биле погубувани и монаси и така натаму, па сепак успева да обстане овој. Многу страдали и монаси и обични луѓе и уствари манастирскиот комплекс, како знаеме, беше како централно јадро и духовна заштита на луѓе и физичка. После во текот на време беа изградени зидови околу манастирот кои го заштитували од нападници, од непријатели. И каде се чували граѓани на Киевска Рус, на Киев, каде можели да престојуват одредено време. Значи, црквата ги заштитувала и граѓаните и верниците кога доаѓале напади од вакви непријатели или се криеле во катакомбите, а предпоставувам дека они и сами не правеле туку, работеле туку дека и народот им помагал. И секако кога ќе дошле во опасност, манастирскиот комплекс служали, да речеме, на некој начин и како место скривалиште или за заштита или тврдина. Апсолутно точно. Духовна тврдина. Апсолутно точно. И тукму поради тоа што имаше огромна ценност и за граѓани, за обични луѓе, за монаси, кои навистина гледали во тој комплекс своето духовно срце. Тукму поради тоа многу брзо се реновираше, се градеа новите цркви, се развива понатаму и дури и после такви напади на непријатели.
со помош на донации, со помош на физички труд на обични граѓани. Како спомнавме, повеќе од 100 монаси престојуваше тогаш таму. Тогаш? Да. Колку... И сега околу 120, околу 120 монаси константно се наоѓаат на територија на долните пештери. Уствари сега овој комплекс се поделен на два дела. Горниот дел, како ги нарекуваме ближните пештери, со комплекс на црквите, на административни згради, каде се расположени музеи различни, се под протекторат на Националниот Киево-Печерски музејниот комплекс. Долниот дел, како го нарекуваме долните пештери, со своите цркви сега функционира како манастирски комплекс, каде престојуваат околу 120 монаси, кои апсолутно обезбедуваат својот живот со својот труд, значи имат и земјоделство развиено таму. И во самиот комплекс? Во самиот комплекс. Значи, целосно обезбедуваат своето престојување во тој комплекс. Земјоделство, пчели ги чуваат, добиваат мед. Мед, значи, произведуваат. Да, Бидејќи секој манастир мора на некој начин на крајот на криштата и монасите треба нешто да работат. Сите ние работиме во живот. Но има различни работи, па ова е доста интересно. Значи, низ разговоров ја добивам се некоја представа колку големо е, ако тоа веќе можат и претпоставам дека се тоа градинарски производи, но сепак е земјоделие, тоа значи е голема површина. Каква е површината сега на овој манастирски комплекс? За 120 луѓе нема потреба во некакви огромни површини земјоделски да се хранат. Значи, од прилика 4 до 5 хектари има вкупната плоштад на вкупната бројка на површина на манастирскиот комплекс. Да. Од нив не е многу голем дел за земјоделство кој е одреден. Предпоставувам, ова е еден од поголемите православни манастири во светот. Еден од најголемите, така. Добро, како поминува понатаму он низ историјата? Како ги преживува, кога поминуваат тие, ја не ја знам баш најдобро историјата, но секако сите знаеме за монголско-татарското, нели, нивната инвазија која ја направија, каде што навистина словенските народи многу пострада. Како иде понатаму средновековие, па како доаѓа време комунизмот, Прва светска војна, Втора светска војна? Да. Значи, најоштетливо, да речеме, најоштетливо период за функционирање на комплекс беше доаѓање на монголо-татарите во 1240 година. Значи, тие го ограбили целосно, го испалија. И комплекс на некој време, околу 80 години, не функционираше воопшто како посебниот манастирски комплекс. Беше во запуштен. Нема кој да го обнови, претпоставувам. Нема кој да го обнови. И после, негде во 16 и 17 век почнува пак период на возродување на комплекс. Во 1615 година се организира печатница на територијата на Киево-Печерска лавра, каде се печатели книги. Значи, претежно беа книги, характер на печатење на книги беше историски книги и религиозни. Претежно кои опишували последните настани во историја. Печатница, кој век? 1615 година, почеток на 17 век. Веднаш по тоа, кога се почнало активно печатање на книги, нели се ширило, значи, од
Киево-Печерската лавра се ширило христијанство понатаму на север и на исток. Беше потреба во печатни изданија, во книги. Светото писмо, делата на светите оци, житија, предпоставувам секако. Тоа им помагало. Молитвениците, значи, што му имале они печатница? На некој начин духовен центар не е само празна фраза, тоа буквално и физички било кога, бидејќи печатниците во тоа време во цел свет биле ретка појава, тоа значи дека од таму се снабдували поместните цркви со материјал кој им служел за ширење на верата. Значи, печатница не е мала работа. Ова е многу значајно еден манастир кога има и печатница. Да. И дури издавачката. И ова работа, значи воспоставување на печатница во манастирскиот комплекс, дала зелено светло на развој на наука на територија на Киево-Печерска лавра. Во 1631 година е основан академија, Киево-Могилјанска академија. Тогашниот значи раководител Петро Могила дадал основа за воспоставување на академија на територијата на лавра, каде се остварувало учење, значи тукму не само на монасите, а и на обични граѓани. Па тоа бил универзитет? Универзитет, академија, универзитет. Да. Универзитет. Првиот универзитет на територија на Киевска Рус во тогашното време. Предпоставувам дека таму се преучували и природни науки, не само религија, и писменост и се. Освен богословие, се учили и цивилни науки, да речеме. Така се описменувал народот. Да. И ова многу значајно беше за развој на нација, за развој на државата. Понатаму, што се случува, вака многу ми е интересно доста. Во тој дел во манастирскиот комплекс исто така беше организирана амбуланта, каде се лекували, многу стручна беше амбуланта каде се лекувало годишно отприлика 500 болни луѓе, каде се користили техники на народно лекување плюс некои нови технологии позајмени од надвор, од другите земји, донесени. Можам слободно да кажам и традиционална и современа медицина дадена во тој момент почнала да се применува во тоа. И тоа е уникатен случај кога се спојували и народните методи со современа во тоа време медицината. Ве молам, продолжете историски понатаму што се случува со манастирскиот комплекс. Ова е негдека 16-17 век. Не знам, ако нема нешто позначајно во 18-19 век, предпоставам дека тука веќе и покрај што светот е натаму немирно место, овој комплекс има една работа, ја колку што изброив од сликите, викам, дали ќе разберам, бидејќи се работи за уметнички фотографии од изложбата во археолошкиот музеј кој ја отворивте, дали ќе разберам, ја успеав да избројам 5 надземни цркви, различни цркви. Тоа е во еден манастирски комплекс и делува навистина фасцинантно. Дали ви тие цркви во кој период се изградени овие цркви кои денеска ги има овие надземни? Значи има и повеќе, како спомнав предходно, има 144 надземни објекти на територијата на лавра. Што се објектите, еве? 5 цркви се знаеме. Цркви, порти, значи за влез има 2. Кула со сад. Уствари да спомнам интересен еден факт, дека буквално лани истекна рокот, 100 годишен рокот, кој дадоа на гаранција на механизмот на овој часовник што е поставен во кула.
Работи уште? Се уште работи. Добро. Гарантија му истекна, значи 100 годишна гарантија имаше тој саат во кула и лани му истекна гаранција, ама се уште работи. Ролекс? Еден, веројатно од најпознати. Значи различни згради што служат на монаси каде живеат. Така, живеалиштата, престојалиштата. Технички некои, да. Библиотека, трпезари. Така, трпезари, библиотеки, музеи, бројни музеи на територија на Лавра се расположени, каде има изложби и постојанни и константни и временни. Многу интересни има изложби и за икони, и за монети, драгоценности во тој период, книги, современни изложби има. Ај вака неколку детали. Ја покажав неколку фотографии од надземните цркви. Еве, ова може да се види, овде се неколку цркви заради камбанериите и стилот на градење може да се види колку е, но не може да се видат сите детали, бидејќи на површина. На Google Earth, ако се отвори, може да се види колкава површина зазема овој комплекс. И сега ме интересира следнава работа да ми објасните. Да? Ке раскажам. Кој е Два збора буквално. Ова сега покажувате најцентралниот храм во Киево-Печерската Лавра, тоа ме се викал интересираше. Успенскиот собор. Најзначаен и најголем храм на територијата на Лавра. За жал, тој беше многу пати рушен, разграбен, како вика, во текот на историјата. Последниот пат го срушија во времето на окупација, во време на Втора светска војна во 1941 година, кога го окупирали фашисти, го експлодирали. Го бомбардирали, го дигнале во воздух. Така. Поради тоа што цел беше да не дават на... Им беше пракса таква, дека на окупираните територии не може да дозволат на луѓе да ги нешто обединува и да чувствуват само идентитетот на нација. И токму поради тоа го експлодирали, го уништили целосно. Значи од тогаш, од 1941 година до 1996 не постоеше овој храм. Во 1996 година, после добивање на независноста, Украина го изградила наново. Од нацрт. По нацртите оригинални како што бил. Оригинални како што бил. Во 2000 година е покрстен овој собор и осветен и официјално отворен. Така. Добро, а како поминува овој комплекс во времето на комунизмот? Комунизмот е прилично жесток во Советскиот сојуз и прогонот на свештените и монасите, иако црквата обстанува. Како овој комплекс ги поминал тие премрежја? Да. За жал, ова страница на историја исто е доста драматична во рамките на овој комплекс. После победата на Октомвријска револуција на власт дојде болшевизм, комунизмот и веднаш по тоа забранили да се остваруваат службите во манастирскиот комплекс. Го избркали и го убили митрополитот на овој комплекс. Забранили служба во црквата, во манастирскиот комплекс. И во 1924 година соработници и луѓе кои беа не безразлични, сите, значи, цел имот на овој комплекс, организирали музејниот комплекс. А го претвориле во музеј? Претворили во музеј. И само поради ова... А каков музеј бил? Што направиле комунистите од тоа? Значи, музеј направили.
еден од најголемите музејни комплекси во Украина тогаш беше. Ама што изложувале? Современо Ствари, слукарство, разни работи или икони, тоа што беше, и иконите. све што беше во манастирскиот Еве комплекс. сетете се што Само било што забранили служба. службата во Живот немало. и манастирскиот живот, манастирски го живот. претворили на националниот музеј. И токму поради тоа тоа дозволило да се чуват ствари и да се чува имот, безценен имот на овие реликвии старите што постоја во музеј, во манастирскиот комплекс. Зошто УНЕСКО го става под заштита? Она што фасцинира и оваа изложба која го обиколува светот не е само да покажуваме, бидејќи сите православни земји имаат прекрасни манастири и ние имаме прекрасни комплекси. Предпоставам сте биле во Охрид, сте го виделе Свети Климентовиот универзитет уште од пред 1000 години, тој е комплекс невиден. Така што но УНЕСКО решава овој комплекс да го стави, еве убава слика од хеликоптер вака се гледа на ридот и колку е блиску до Киев. Убаво да се види. Зошто решава да го стави? Колку фасцинатно делува камбанаријата и часовникот. Река Днепар е доле. А и Днепар е доле. Се сипнува, се спушта доле до река Манастирска. До самата река ги гледам и зидините. Да, сега веќе добиваме убав печаток на што значи тоа стотици објекти, 5 цркви, колкафе комплексот. Зошто УНЕСКО решава да го стави под заштита како наследство на човештвото? Првото, поради тоа што комплексот е уникатен. И има згради, во комплексот се наоѓаат згради од 11 до 18 век. Да речеме, денешниот изглед на манастирскиот комплекс представува претежно згради и црквите изградени во 18 век. Ама, например, пештери се од 11 век. И ова е многу ценниот објект за како културно наследство за не толку за Украина, туку и за цел свет. Втора работа, заштита на ЮНЕСКО не дозволува да се прават одредени работи, реновирање, промени на архитектура, на планот и така натаму, без дозвола на УНЕСКО. Значи, светски стручњаци ќе се грижат за ова и они ќе кажат што сме, како сме, ако евентуално треба било што утре да се прави. И ова дозволува да се чува тој манастирскиот комплекс во неговиот поранешниот изглед. Во оригиналната форма да се зачува и да се заштити. И да не се дозволи да се внесуваат некакви промени, било какви, без дозвола на стручни архитекти и археолози, конзерватори и така натаму од страна на УНЕСКО. Сега имаме... Кога е ставен под заштита и како беше тоа процедурата да биде ставен под заштита? Киево-Печерска лавра беше ставена под заштита на ЮНЕСКО во 1990 година. Заедно со уште еден манастир кој се вика Света Софија Киевска во исто време. Значи, и ова првиот од 7 објекти на ЮНЕСКО што се наоѓаат на територија на Украина. И прв ставен на листата. Сега ќе ви отворам мала тајна. Да, 7 објекти рековте што сега ќе се вратиме до ова прашање. Ќе ви отворам мала тајна за тоа што се прави последните неколку години. Има желба од македонски меценати да се отвори споменик на Климент Охридски на територијата на во Киево. И во текот на преговарање одлучили и добили дозвола да се постави споменик на Климент Охридски на територијата на Киево-Печерска лавра. Ова година очекуваме таа работа да се заврши до крај на годинава.
Сега во моментов чекаме дозвола од значи сите дозволи поминати од страната на Украина, од Министерство за култура, од другите надлежни институции. Остана само дозвола од УНЕСКО. УНЕСКО бара од Украина да се направи 3D, така наречено 3D моделирање на објектот, на целиот комплекс и да се стави виртуелно споменик како ќе изгледа во иднина и дали не смета и на целиот објект, да наштети на целиот објект. За 3-4 месеци очекуваме одговор од УНЕСКО и чим е позитивен одговор, ќе се воспостави споменик и се надеваме дека ќе се оствари тоа во ова година, 2017. Ете, Свети Климент и неговото слово допрело и ова е, предпоставувам, на некој начин православната црква на Украина да му одаде почит на човекот кој не обедини преку писменоста, давајќи ни го словенското писмо. Добро, навистина фасцинантни работи, но ме интересира дали овој комплекс е отворен за верниците и за неверниците. Дали е, бидејќи малку е тешко, сте виделе вие и кај вас, сте виделе и овдека, сте прошетале дека многумина сакаат да ги посетат манастирите, но е потребно тихување, мир и изолација. Затоа и постои манастир. Или монасите сакаат да се изолираат од световниот живот. Како е постигнато тоа со овој комплекс кој во исто време е и жив манастир, но и културно-уметнички споменик на целата нација? Така. Секако може да се посети, манастирот е отворен за посетителите. Има остварено работно време. Значи, како ви кажав, предходно во горниот дел се наоѓа музеите и днес се остваруваат служби само во Успенскиот собор, во најголем храм што се наоѓа на територијата на манастирскиот комплекс. Се остваруваат служби многу ретко во најзначајните верски празници. Во долниот дел на манастирскиот комплекс функционира нормален монашески живот. Територијата на Лавра е отворена преку ден, во одредено време може да ја посетат било кои заинтересирани туристи, верници, обични граѓани, со почитување на правилата на монаси. Значи, слободно се посетува и годишно посетува овој манастирски комплекс околу 1 милион луѓе. Значи, ова навистина огромна бројка, која многу јасно докажува вистинска ценност на овој објект. Навистина фасцинантни. Знаете, за мене беше непознаница, а особено чест и предизвик вие како амбасадор на Украина, Ваша екселенција, да гостувате и да разговараме со ова, но колку повеќе зборите, толку повеќе ми станува јасно. Мислам дека изложбата не е доволна. Навистина, делува фасцинантно, но еве, вие низ вашето излагање ни дадовте една многу поинтересна и многу поширока слика зошто е се ова значајно, а и ни израдувавте со веста дека наскоро ќе постои можност да се изгради споменик на Свети Климент и на некој начин вие на првата средба неформална што имавме со вас рековте дека Македонија и Украина секогаш имале добри односи, уште од вие сами ја спомнавте помошта која Украина ја даде на Македонија уште во 2001 година, па до ден денес. Очигледно е дека ќе треба да се, еве, ако вашиот збор и гостување, може би ќе заинтересира, па да се организираат некои тури,
виз верса. Имаме и ние манастири за покажување, имаме еве интересно нешто да отидеме, бидејќи веќе почнува да досадува Париз, Лондон, Берлин, искрено, веќе све видовме Виена, прекрасно е, но еве добра причина човек да отиде. Гледам еве. Јас гледам огромен потенцијал во тој начин, тој вид на туризмот, религиозен туризмот, за посета на манастири на двете земји. И уствари изложба во Македонија која што се остварува е само прв чекор, само да се покаже и да се запознае македонска јавност со тоа што постои во Украина и да се направи понатаму да се остварат желби на граѓани на Македонија да ја посетат Украина и да видат тие убавини во живо. Ќе направиме сега една кратка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Можете ли да ни кажете, бидејќи сепак се работи за манастирски комплекс, во манастир кога идеме, купуваме, сакаме да имаме некој спомен од тоа. Дали сега, например, има монаштвото тоа што го произведува само за себе, или тоа е и за продажба? Например, има манастири негде се произведува вино, негде, рековте вие, мед, негде земјоделски производи. Дали сето тоа некои цртаат икони? Што она манастирот автентично го нуди на посетителите да можат да го имаат како дека биле на едно свето место? Да. Значи, како и било кој манастир, и јас прошетав и низ многу манастири во Македонија, и на истиот начин е организирана работа на манастирите. Секако постојат сувенири кои може да се купат во манастири, кои се изработени рачно од монасите кои престојуват во одредени манастири. Мед, алатки, крстови, значи икони и така натаму. А музејскиот дел колку експонати он содржи? Во состојба на денешниот ден имаме околу 70.000 експонати кои се чуват во фондови на музеот. Од овие 70.000, 9.000 содржат драгоценните камени, диаманти, рубини и така натаму. Има проценка на вредноста на се ово? Знаете, проценка на овие предмети се бесценни за граѓани на Украина, значи ова е нивната собственост духовна и културна која нема цена. Рековте дека УНЕСКО има повеќе објекти ставено под заштита во Украина. Па сега веќе, бидејќи вие и сте и амбасадор на Украина во Република Македонија, но исто така и културен аташе, па и духовната добро ја владеете, што ми е мошне драго. Јас синоќа имав и свештено лице, зборевме за духовниот живот, па убаво ми се надоврза овој разговор за нашето православие. Кога велам нашето, зборам ние како православни кои сме се определиле и сегдека има православие, тоа е наше. Така што ми заинтересира и ми дадовте добра слика, но ми интересира што друго УНЕСКО има ставено под заштита во Украина. Значи, освен, како спомнав, освен Киево-Печерска лавра и Софија Киевска, манастирот, кои беа вклучени како во исто време, во 90-та година, освен овие два објекти, постои објект во Всемирно културно наследство, вклучен објект, се вика централниот дел на градот Лавов. Историски центар на градот Лавов, кој е расположен во западниот дел на Украина, кој е многу уникатен во својата архитектурна
Да, архитектурата. Во архитектурата. Добро го кажавте. Тој има згради од различни периоди. И украинско бароко, и ампир, и ерменска црква, и многу други работи, еврејска синагога. Значи, уникатен комплекс на многу мал дел на градот Лвов, расположени се многу уникатни објекти. Третиот објект што е внесен во листата на всемирно културно наследство е резиденција на митрополити на Буковина. Тој се расположен комплекс во градот Чернивци. Ова е јужно-западниот дел на Украина, на граница со Романија, близу Молдова. Во денешното време овој комплекс резиденција на митрополитите се користи како еден од најпознатите украински универзитети, национални универзитети. Значи, уште еден комплекс православен ставен по заштита на УНЕСКО. Прекрасно, добро. Четвртиот во список е Дуга Струве. Значи, Дуга Струве нарекуваме геодезички објекти кои беа посветени за истражување на планета Земја. Колку е округла. Значи, ова е археолошкиот објект. Што викаат? Што викаат украинските? Округла ли или рамна ли е? Дебатата останува. Должината на ова дуга 2800 километри и се почнува во Норвешка, проја низ цела Европа и се завршува во Тоа е ископ? Измаил. Тоа е на секои одредени делници се воспоставени траеголни, да речеме траеголни Добро, маркери. Маркери, да речеме. Да. Добро. Такви се За 30, има 34. За да се измери закривувањето на земјата? Да. 4 Или дали има закривување? Да се измери воопшто генерално физички способности на земја, на нашата планета. А кога е тоа направено? Тоа беше направено 19 век. 19 век. И тоа поминува низ повеќе држави од Норвешка. 10 држави. 10 држави. И завршува таму на југ, близу Одеса. Денеска би било многу потешко да поминеш да направиш било што еден тел да ставиш низ 10 држави. Некогаш изгледа малку полесно и поедноставно комуницирале луѓето. Со времено време, ама некако границите станаа по-тешки. Да, и 4 од нивови геодезички, да кажеме, геодезички... Не сум знал, ме фасцинираше овој податок. Објекти, 4 од 34 што денес постојат во Европа, 4 од нив се наоѓаат на територија на Украина. На Украина. Не сум знаел за ова, ќе го проучам, ова е доста интересна работа. Уште некој детал? Уште еден објект, значи тие се внесени под еден објект, ама уствари има неколку дрвени цркви, многу уникатни, карпатски, во карпатскиот стил, во карпатскиот регион. Уникатни дрвени цркви кои се градеа без ниту една шајка. Тоа е веќе нешто навистина, да. Вака дрвени едно до друго и до сега постојат вакви неколку цркви во Карпатскиот регион од 16 век. Значи, тие цркви се расположени претежно во Украина, ама има дел и во Полска. Нели, Карпатски планини. Истиот масив планински влегува и во Полска и се нарекува Бескиди. Има исти традиции слични и делумно црквите се многу слични и внесени како еден објект на културно наследство. Тие цркви се уствари имат различни стили. Гуцулски, расположен во Украина, гуцулски дел е најјужниот дел на украински Карпати на граница со
Романија. Галецки, ова е значи централната карпатскиот масив близу до Лавов. Таму има своји разлики во архитектурски стили. Има бојкивски стил. Такви постојат две цркви во Украина, една во Полска. И лемкивски стил, 5 цркви се наоѓаат во Полска, на територија на Бескиди. Многу интересни се овие објекти, има и на интернет интерактивните ресурси, каде може да отворите буквално секоја црква и да влезете во секој кјош на црква, да разгледате убаво. Многу интересни сега направени ресурси кои ви овозможуваат да ја посетите виртуелно сите овие објекти. Па дури и тоа да го нема Google Earth веќе ја завршува работа, да се прошетаме сегде по улиците на сите градови, ама друго е кога ќе го видиш со своји очи. Уште еден објект, уште два уствари. Еден од нив, Херсонес Тавриски, ова се наоѓа на територија на Крим и уствари е античко грчкиот град. Сега е навистина руини, срушен беше беше основан во 422 година пред наша ера, пред нова ера. Ама беше срушено 1399 година и од тогаш не се гради, од тогаш постои како руините, ама беше централен град на... Но УНЕСКО сега бара тоа да се конзервира за да остане. Да се конзервира, да остане, да. Овие се уствари 6 објекти на културното наследство и има еден објект во Украина кој припаѓа на природно наследство. Нели се разликува? Добро. Има и природно објекти, има и културни. Збориме природни... УНЕСКО што заштитува во... Значи, ова единствен објект што припаѓа во ова категорија е букови пралеси Карпат. Значи, многу букови пралеси. Лис, значи шума, букова прашума. Пра, значи многу стара и диви, значи незаселени, ненаселени предели на Карпати, кои имаат уникатна екосистема. Значи, ова екосистема се наоѓа на територијата на Украина и Словачка, а исто така и во Германија. Значи, уникатните шуми, букови шуми, што имаат стотици години и имаат своја посебна флора, фауна. Значи, посебна се гледа како посебна екосистема. Вие сигурно тоа добро го разбирате, затоа што во Македонија сте били во Пелистер, па знаете што значи уникатност на шума, моликата, например, како што ние имаме, така и ова. Интересни работи. Па добро, еве, вака вечерва и ве викнав, рековме дека ќе говориме пред се за културата. Украина беше во центарот на светското внимание и заради неповолни работи за кои доволно сме информирани. Но за убавите работи, еве, например, во последно време ви имате повеќе активности, а Украина повторно беше на мапата на Европа со Евровизија. Морам да признам, не сум љубител на таа музика, но доволно од новинарски аспект да се информирам, бев фасциниран од организацијата и изгледот. Знам дека вие во амбасадата организиравте гледање и следење на Евровизијата. Да. Како сте задоволни? Како светот тоа? Многу сме задоволни, имаме многу гости и многу преголем интерес од колеги од украинска диаспора, од пријатели на Украина, кои им ги овозможивме можност да ја посетат Украина виртуелно, да се приклучат кон овој значаен празник на Украина и на цела Европа. Навистина, втор пат во историја го правиме, сме домакини на
овој фестивал, познат и престижен фестивал европски, нели прв пат во 2005 година, сега по втор пат го организираме и моето лично мислење дека го спроведуваме успешно и на високо ниво. Уникатно беше, значи прв пат во историја имаме отворен конкурс за избор на градот домакин на Евровизија. Како претенденти беа Одеса, Харкив, Лавов, Киев, Херсон. Значи, они се конкурираат кој што ќе направи? Меѓу себе, да. Тоа не знаех. И на отворено, согласање. Значи, не беше по дефолт дека ти ќе го добиеш. Добро. И граѓани на Украина гласа и одбирали значи, градот кој ќе биде домакин на овој настанот. Интересно. И победи Киев. Што ти значи кога имаш густи населби и многу гласање? Да. Победи Киев и направиме уникатна во историја бина, значи тежише 30 тони, огромен дисплеј, 11 метри висок, 70 метри широк. Значи долниот дел како дисплеј се движеше. Да, сценографијата покрај тој заокружен дисплеј што беше од страна, самата сцена на која стоеа артистите, и тоа беше дисплеј. Тоа беше дисплеј, да. Со камери од здоле, од згоре кои може се ли движеа. со Blu-ray плеерот кој ќе дојде му посета на Украина, едно филмче да си изгледам таму, пошто тоа го нема ни во IMAX. Толкаво. Навистина, честитки за организацијата, стварно беше добро. Ме интересира една друга работа. Освен активностите, вака ова, почнавте во последно време и други активности. Имавте, например, таман која беа деновите на избори во Македонија крај на 2016, денови на украинска кујна. За жал, како љубител на храната, што се гледа по мене, не сум. Како ви поминува? Дали е тоа прво? Дали ќе има уште такви? Кога ќе биде и дали ќе добием погана? Што е карактеристика на украинската кујна? Значи на втори, трети... Малку се шегувам, се извинам. 2, 3 и 4 декември лани имаме можност да го организираме културно-гастрономски настанот во Скопје за прв пат во последните 7, може и повеќе години. Организираме во еден од рестораните во Скопје деновиве, или како го нарековме, викенд на украинска кујна. Донесеме од Украина рок бендот украински, кои свиреа национални, традиционални песни. Донесеме кувари од познат украински ресторан, газда на тој ресторан, професор од универзитет кој раскажува приказни и интересни историски моменти. Направиме емисија за овој кулинарен настан. И да ви кажам, во овие 3 дена ни посетија вкупна бројка околу 600 до 700 луѓе, така пресметуваме. И предпоставам дека имаше успех и чим имаше успех лани, ќе го организираме и понатаму. Веќе ми кркора цревата. До најпознатите јадења или што составува основа на украинска кујна се однесува борш, ова најпознато јадење. Боршч. Борш, ова е супа од цвекло, компир, месо, морков, кромит. Ние ја викаме манџа. Сте пробале манџа македонски? Да. Тука ли е негде тоа? Има некои сличности, ама има и разлики. Добро. Големи. Добро. Да. Да ве прашам за една работа, мене лично ме интересира. Украина имала многу тешки периоди. Дали тоа било во време на комунизмот, големата глад, дали тоа биле напади, уништувања, палења, но во современата историја го паметиме
Чернобил. Чернобил го паметиме како една од најголемите катастрофи во историјата на човештвото. Гледам сега многу документарци, тој е напуштен дел, многу документарци, животот се враќа, но тоа е забранета зона заради висока радиација. И доста ми е интересно онака, сега ние не се договоривме дека ова нешто ќе ве прашам, сепак вие сте амбасадори, моравме да се договориме за што ќе збориме, но ако можеме да проговориме малку на оваа тема, мене сега ми дојде како инспирација да ве прашам. Каква е состојбата реално таму во Чернобил? Значи, малце историја. Знаете дека тој трагичен настан се оствари во 1986 година и ние како амбасада секоја година правиме панихида во собор на Свети Климент Охридски по за жртвите, за жртвите, да, споменуваме жртвите на овој ужасен и трагичен настанот. Значи, тогаш загина околу 1500 луѓе веднаш и последици ги осеќаваме до ден денешниот. Се уште има последици. Се уште има последици, карценоми и различни болести, што е како последици од оваа радиација. Како знаете, тој дел е забранета зона, значи 30 радиус од 30 километри околу Чернобилска станица е забранет за живење. Веќе помина 31 година од тогаш, ама се уште е забрането. Ама пред неколку години почнали да нивото на радиација се спушти надоле, која овозможува да се спроведуваат екскурзии во тој дел. Значи, за 1-2 дена. Екскурзии, кога велите, вие сметате научни екскурзии, не значи, луѓе туристички. Кои ми е интересно да разгледнат, затоа што вакви случаеви во историја предходно немаше и никој не знае како се реновира екосистема после такви настани. Што се случува? Да, има ли некои сознанија? Ние гледам нешто што се случува на Google Earth, го имаме тој предел каде што природата е потполно изолирана, гледаме живот се враќа, животни. Тоа многу интересна работа, дека во текот на овие 30 години, извините, се врати животот што го немаше последните 100 години. Значи се вратил рис, волци, зубри, значи тие животни што ги немаше. Што е зубр? Зубр е крупно рогато животно како крава, бизон. Добро. Како бизон американски, само европски е зубр, не знам на македонски како. Не, добро, доволно да разбереме за што се работи. Да. Значи и гледаме дека во овој доволно краткиот период на време се многу брзо се реновира и се ревитализира земјата. Значи растат многу бујно фауна, флора, фауна се враќа и така натаму. Каква е состојбата да, добро? Дека најголема закана за екосистема е уствари човекот кој се меша и кој прави проблеми. Кажете ми, каква е состојбата? Имате ли нешто сознание со реакторот? Дали е тоа оставено само на Украина? Дали Припјат се вика местото каде што се наоѓа најблискиот градот, да. Најблискиот град каде што е ова, иначе Чернобил е малку подоле, каде што се наоѓа централата. Каква е состојбата со реакторите? Знам тој е закопан, но тој е многу активен. Да, реактор беше во првото време и последните 30 години беше бетониран од згоре. Да, го гледаме потполно е он затворен со конструкција и во бетон. Прво беше бетониран и после во текот на овие 30 години собираме, имаме фондот за воспоставување или за градење на confinement shelter, да. Да, еве го гледаме тој. Кој го затвори и сега, значи, од згоре
тој дел што беше бетониран е затворен со овој confinement, што А што се случува од оздола? процес на распадот на уран е многу долг период. Неколку илјади години тоа ќе трае, ако не и повеќе. Многу долг период и решение е само така да се затвори, Да биде изолиран. да. Дали Украина е оставена сама или меѓународната заедница помага во? Не, Украина некој дел покрива сама, ама значајниот дел се покрива од страна на меѓународна заедница, на Тоа донори, се огромни трошоци, милиарди евра. Да. Бидејќи гледам кранови овде дека активно се гради, тоа значи дека намалена е радиацијата и можат да доаѓаат луѓе одреден период да работат. Како ви спомнав, се водат групи на истражувачи, на научници, на заинтересирани лица. Значи, еден ден, 2 дена престојување не е оштетливо за организмот на човек. Но не и повеќе. Не и повеќе, да. Добро. Значи, намалена за 30 години радиација, намалена до толку, што не е оштетливо да се наоѓа таму човек во одреден период. Водите кои се во близина, бидејќи секој нуклеарен реактор му е потребно вода, каква е состојбата со водата? Дали ја загадува реката која тече низ цела Украина? Како ви спомнав, сам реактор веќе е затворен со confinement. Така? Не му влегува таму вода која после излегува во подземните води. Значи нема циркулација на вода. Нема циркулација, да. значи од оздола нема. И другите реактори не работат. Значи изчистени се. Нуклеарна електрана затворена беше. Значи таа не функционира сега. Добро. Ете, неколку сегменти од животот во Украина и една од работите. Добро, интересно е што колку што можам да забележам, се повеќе и повеќе ние зборевме поголем дел и поводот беше изложбата на Киевско-Печерскиот манастирски комплекс. Извините, само една ремарка, се вратам да не се враќаме до ова тема повеќе. Сега, значи, понатаму што како да се одржува тој дел на ова 30 км ова забранета зона. Значи, беше идеја да се направи резерват за животни. Или втора идеја да се направи значи централа, електроцентрала од сончеви батерии, значи соларна енергија, алтернативни извори на енергија да се добиват таму, да се изградат. А има веќе некоја инфраструктура која може да се искористи. Да. Интересно. Сакав да кажам исто надоврзување на ова дека сега па има навалница на туристи кои па се фасцинирани, сакаат туристи да дојдат, бидејќи пресметан ризик е дека може у таа радиација и многу е фасцинантно како животот се враќа и се повеќе и повеќе ги интересира. Не само научници, еколози, оние кои проучуваат флора и фауна, туку и сам турист му е фасцинантно да ги види оние простори на Припјат каде што нели напуштени во тоа во неколку преку ноќ. И има оставено што се вика кукличка, едно сведоштво на катаклизма кое е просто неверојатно. А филмаџиите просто се тепаат за снимање филмови таму. Научно фантастични. Голема трагедија, ама и добар урок на човештвото, доколку опасно може да биде направена некоја грешка за цело човештво. Не ставате на мисла затоа што во Македонија се уште се води дебата дали ни треба нуклеарна или не. Ама Чернобил никој нема да го заборави. Ќе одиме со уште една кратка пауза, веднаш потоа се враќаме, имам уште едно прашање до вас.
Како е вашиот живот во Македонија? Какви се вашите впечатоци? Рековте дека сте биле во многу манастири, сте посетили. Што ви е вашиот впечаток од Македонија, од македонската кујна, македонските луѓе, од животот овде? Може да кажам дека многу сакам Македонија, многу сакам планини, многу сакам природа. Таков сум човек кој бара некоја интимноста и соединување со природа повеќе отколку да останам во градот. Затоа последните години колку се наоѓам во Македонија ги користив за изучување на историја на Македонија, на убавини на Македонија, шетање низ Македонија, на запознавање со луѓе. И мора да приметам дека луѓе се многу искрени, отворени, прекрасни. Имам многу пријатели македонци. Прошетав скоро цела Македонија. Се занимавам, имам хобби скиење, фрирајд скиење екстремно, возење точак планински. И тоа ми помогна да ја подобро запознаем ова прекрасна земја. Со скиење, например, бевме и Казани позади Попова шапка. Пешки, турно се искачуваме до врвови, скиеме надоле, уживаме со гледање на дивеч кој поминува. Значи, ова прекрасна перверзија на природа, значи диви стада на диви кози, мечки, зајаци, све што... Значи, вие како амбасадор, моментално слободен, ерген, млад човек, кој можете да животот го поминувате во джет сет, сепак амбасадор во туѓа земја, спаѓа во некоја елитија, по дискотеки, по кафани и така натаму. Вие избирате природата на Македонија, скијање, спорт, здрав живот. Интересно ова. Ова и за вас кажува нешто. Навистина, ова ми дозволува да се прочисти главата, да се прочистат мислите и да во такви моменти почнуваш да размислуваш за некакви вистински вредности на животот, за кои не може да размислуваш на дискотека или во ресторан, јадејки, пиејки, не знам. Сепак достоинствено си ја представувате својата земја во Македонија, нема со вас поврзани скандали, не па ја нешто што знам, но затоа знам позитивни работи, кујна, еве вашево гостување, изложбиве. Дали планирате нешто во иднина, уште некакви активности? Да, секако планираме и во блиска иднина планираме спроведување на Ден на независноста на Украина на 24 август. Планираме учество во познати алпинисти во фестивали во Македонија. Планираме покажување на филмови и така натаму ќе работиме и понатаму со вакви активности колку ни овозможува нашите можности. Ростислав Палагостинец, негова екселенција ни направивте особена чест, мене лично, на нашава емисија и на нашава телевизија, секако и на македонскиот народ, да ги зближиме односите, да се запознаеме со нашите култури, бидејќи ако нешто научивте од македонците, нашата синтагма е еден од нашите идеолошки воени лидери, Гоце Делчев вика неговата позната реченица, јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Па еве, културно се надпреварувавме, вие со вашите, ние со нашите, се запознаваме и многу ви благодарам за вашето гостување и се надевам дека повторно ќе дојдете. Ви благодарам на поканата и драго ми беше што ми овозможија да ја запознам македонски државјани со некои интересни работи од Украина.
Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.